Почитувани гледачи, добар ден и од мене. Голем поздрав до сите вас кои што сте моментално дома или надвор времето ни е малку врнежливо, па идеално за седење дома, одмарање и правење друштво нели нормално заедно со Канал 5 телевизија. Верувам дека веќе си пиете кафенце, чајче, се доручкувавте, можеби сега и ручекот го спремате, па телевизорот ви е веќе пуштен. Нека биде тука, останете тука затоа што во продолжение имам доста интересни гости, ќе имам информации малку повеќе од животниот стил, од физичките активности, малку подоцна ќе имаме и музика, од се по нешто, нели за секој за сите генерации по нешто, така да ете предлагам да останете со нас и нормално да бидете со нас активно, да можете да не побарате на нашите телефонски броеви доколку сакате нели да споделите нешто со нас или пак да ги прашате нешто нашите гости. А веќе јас имам толку многу прашања за мојата прва гостинка, за која што ми е многу драго што ете денеска и лично се запознавме, иако еве сега поразговаравме малку, сме се виделе неколку пати, но никогаш директен контакт не сме имале. Ова ќе биде за прв пат. Тоа е една, јас млада девојка сакам да ја кажам, која што е многу успешна, многу амбициозна, девојка која што е дефинитивно идол на многу помлади девојки, па не мора да бидат и помлади девојки, туку девојки кои што се бават со физички активности, посебно во кои што во срцето име трчањето, некои кои што обожаваат да трчаат, иако и јас лично сум една од тие, кои не го правам нели тоа професионално, тоа е многу аматерски, но сепак денеска ќе зборуваме малку повеќе за трчањето, затоа што тука има многу што да се каже. Условите сега малку и не дозволуваат да излеземе на кеј, но за сите оние кои што се влюбеници во трчањето, слободно можат да го направат тоа, зашто да не, јас мислам дека денеска има барем и толку многу гардероба која што може да го дозволи сето тоа. Би сакала да ви ја представам, се сум запишала, морам да прочитам нешто да не сгрешам. Жена која што буквално не знае за граници, нема лимит, нема лимита, има многу рекорди и многу титули. Тоа е најдобрата жена маратонка која што е кај нас во Македонија. Што се има освоено и како се има освоено, ќе ни каже самата таа. Би сакала да ви ја представам Весна Кираџиева. Весна, добре дојде. Добре те најдов, Елена. Баш ми е драго што сум твоја гостинка. Како што кажа, конечно се запознаваме лично. Да, и мене ми е баш драго. Ета ние сега зборувавме дека сме се виделе неколку пати на кеј. Сега баш ќе кажував дека нели има луѓе кои што си го прават тоа аматерски трчањето, нели 5 километри, се пушташ музика, посебно летно време, нели, и се релаксираш и тоа, иако не го правиме ние професионално, сепак многу убаво и многу позитивно делува. Јас можам нели од личен аспект да зборувам за тоа колку многу подобро се чувствувам, значи колку да се помренам од место место дамна се немам разболено. Точно. Значи исто се внимавам и на исхраната и некако еве би сакала да се консултирам со тебе, верувам дека и оние кои што се трчаат ќе се согласат. Трчањето многу ја зголемува самодовербата. Точно. Тоа е нешто кое што беше кај мене број 1 и нешто кое што ми требаше месеци за да го сватам. Да. Како делува се трчањето на еден човек? Добро е што така разговарам со некој кој што го искусил и сам трчањето како позитивен бенефит, затоа што на почетокот, посебно кога бевме помлади, кога почнавме да развиваме атлетиката и трчањето како стил на живот, луѓето воглавно ни се чудеа што права, зашто секој ден трчате, нели тоа ќе ви штети на срцето, не знам, ќе се проширало, не знам што. Буквално таков тип на лаички муабети, посебно од постарите луѓе кои што ете слушнале, нешто не дослушале. Па не разбрале. Да, не разбрале. И кога почнавме да зборуваме за буквално тие бенефити кои што сама кажеш, посебно на психолошкиот аспект, не само физичкиот, до пред, да речеме, 5-10 години, тоа се сметаше само како еден вид на физичка активност, спортуваш. Меѓутоа, психолошкиот ефект кој што го има трчањето е преубав. Самата кажеш дека ти стекнуваш само доверба со самото тоа што посебно ајде кај рекреативците можеби е друг начинот на размислување, те опушта, те релаксира, ги средуваш мислите во текот на трчањето. Кај нас еве професионалците да кажам имаме и плюс едно ниво како бенефит да кажам со тоа што често се соочуваш нели со порази, па неуспеси, па повреди и сето тоа точно е дека на моменти психолошките
те спушта на земја, меѓутоа тоа те охрабрува за наредниот степ чекор кога ќе го превземеш, да бидеш посилен, посамоуверен, поснажен и така се напредува, така се соборуваат рекорди. Так, но тоа и во секој спорт нели кој што се бави професионално. Поразите се тука да не прават уште посилни. Веса, морам да те прашам затоа што еве сега те прашувам од лично искуство затоа што јас сум се соочила со некој недоразбирање, па ми треба некој професионално лице да ми објасни. Многу луѓе кога ќе им кажеш дека трчаш, ќе си кажат, абе не е тоа добро, да, затоа што 300x причини се набројуваат се нешто, демек или оди си така, или побрзо оди, или си цупкај така во место. Зошто луѓето имаат, не сите, нели, дел од луѓето имаат таков некој негативен став кон трчањето, затоа што нешто се случувало, не знам, со мускулите, со срцето, нели се секој си има различно објаснување? Па веројатно се тие стереотипи, пак ќе кажам, се уште сме општество каде што сме млади во однос на спортот, на спортската култура и трчањето како спортска култура. И посебно не сме растени, да речеме, со физичкото образование во уште од мали години. Значи, уште кога сме биле деца и денес работам со млади деца во училиште, сите ми кажуваат дека физичкото се заменува со математика, со физика, со било кој друг предмет, освен што не се одржува предметот како физичко образование и тоа ни е уште од мали всадено дека нешто не е во ред, дека не треба да се трча. Знаете, има и многу родители денес кои што викаат, абе немој да трчаш, ќе си испотиш, ќе паднеш, и тоа подсвесно веројатно се вградува во свеста. И како што растеме, ние си веруваме, па да, ќе не можам да трчам, ќе си испотам, ќе настинам, ќе се разболам, ќе паднам, ќе се скршам нога. И така предпоставувам, значи сепак јас го правам тоа и не можам со сигурност да тврдам што се случува во главата на оние кои што веруваат дека трчањето не е за нив. Затоа што има и многу кои што се посебно во последно време ме контактираат и повозрасни жени кои што сакаат рекреативно, што ме радува, затоа што тоа ни целта со таа женска трка со Скопски маратон да ја придобиеме и женската популација, бидејќи се уште се посебно жените кај нас се во смисла со семејства, деца, знаете, како мажите да имаат таа поголема слобода на активности вон семејството, додека жените сепак мора да сготват, да исчистат, да ги однесат, да ги вратат децата од училиште. Тоа пробуваме да го смениме и ме радува што повозрасните жени веќе не контактираат, ете се распрашуваат, како ти што кажа, за совети. Тоа е прашањето, ама јас сум стара, пример, имам 50 години, не можам, дали мислиш дека ќе можам? Значи не работата дали ќе можете, сигурно дека ќе можете, работата е што ќе ви треба време. Не може одеднаш да речете да се разбудам и сега ќе трчам утре маратон. Значи секако дека ќе може да истрчате маратон, меѓутоа можеби за една година, доколку се подготвувате. Значи секој може да истрча маратон. Не е прашање на тоа, ама јас сум многу дебел, значи има и такви кои што, ама јас сум многу дебел, никогаш нема да може. Значи никој не вика дека треба утре да го истрчате маратонот. Почнете со 2 километра, со 5, со 10. Можеби за година, за 2, некој можеби за 3. Меѓутоа, сакам да кажам дека ништо не е невозможно, посебно во овој спорт, каде што секој може да почне од некаде. Така, ете една мала мотивација за сите оние кои што сакаат да почнат да се бават со трчање, нели, не се почнува туку така професионално, за се треба време. Некогаш се вели дека кога станува збор за трчањето, понекогаш не се километрите во прашање, не брзината во прашање, повеќе е терапијата. Како терапевтски делува трчањето на човекот? Еве од твое лично искуство. Ние посебно професионалците трчаме и поголеми километражи. Меѓутоа без разлика дали ќе трчате за 2 километра, ќе излезете буквално на половина час, навистина ќе го забележите тоа на себе. Често се изолирате, ретко се случува да се погодите во друштво со некој да трчате, например, да си најдете. Повеќе сами луѓето го прават тоа. Повеќето го прават сами, да. И буквално или си ставате слушалки или уживате во природа и буквално во тој момент си ги средувате мислите. Значи често ме прашуваат што размислуваш. Не можам да одговорам. Еве, и тебе ако те прашат што мислиш дека размислуваш, не знаеш се. Јас мислам дека баш е тоа терапевтски
физички начин на делување, затоа што ти додека трчаш, јас мислам дека си максимално опуштен, верувам дека и сите луѓе така и секакви мисли ти паѓаат на памет. Буквално. Значи од денес што ќе јадам до што ми се случи пред 5 години, буквално скокаш од мисла на мисла и тоа е еден сплет на мисли и едноставно се релаксираш. Иако мислиш, тоа се некои убави мисли кои што ти го релаксираат телото. Точно. Само тоа ќе кажам, мора некој да почне да го прави тоа за да може да го разбере. Вака со зборување тешко дека можеш и да го пренесеш и да го објасниш како што се случува, бидејќи на крајот на криштата и сите сме различни, различно го доживуваме, веројатно ти го доживуваш поразлично од јас. Така да. Мене посебно ме радува и фактот што добро, сега временските услови, како што кажав, не ни дозволуваат многу, но сепак има луѓе за викенд знам да отидам. Има повозрастни луѓе кои што не трчаат брзо, но си трчаат. И тоа е многу добар чекор за нив, така? Да, дефинитивно. Значи тоа мислам кога го почнав муабетот пред малку, тоа сакав да кажам дека не треба да се ограничуваат на тоа, ама јас сум стара, добро, вие сте млади, можете. Често ми се случува во лифт со комшиите, ќе влезам и ќе ме видат нели во спортска опрема и ќе искоментираат: можете, вие млади сте. Значи не е тоа пречка. Лани на Скопски, односно оваа година, на Скопски маратон имаше повозрастни луѓе, значи едниот беше 90 годишен старец, од Америка беа дојдени двајцата, жената беше 70 годишна. И двајцата ми кажаа дека почнале да трчаат откако се пензионирале. Значи завршиле со семејни обврски, со деца, со внуци, со се, се пензионирале, имаат повеќе слободно време и сакаат да си го посветат на себе. Буквално трчањето е време посветено на себе. Значи не треба да го метаат тоа како нешто и сега треба да како обврска, тоа не треба да биде обврска. Воопшто, значи треба буквално да си го сватите време за себе. Значи каде што ќе се релаксирате, ќе се средите психолошки, физички, ќе бидете многу самоуверени, поснажни, полесно ќе ги задачите во текот на денот, полесно ќе ги завршувате. Како што кажа, имунитетот ти се зголемува. Значи тие луѓе кои што се почнале веројатно пензионирањето, предпоставувам некаде над 60 години, дека е кај нив, не знам како е системот, меѓутоа скоро секаде е така. Така што значи почнале на 60 години да трчаат и стигнале до граница каде што сега трчаат на 70, на 90 години, трчаат маратон, кој што е, еве за тие што не знаат, маратон е нели 42 километра. Значи ти да истрчаш 42 километра, тоа е како тука до, не знам, до Тетово или до Велес. На 70, на 80 години, сакам да кажам, воопшто старосната граница нека не биде изговор. Повеќето и тоа го кажуваат како изговор. Тоа почесто кај нас. Мислам дека луѓето во светот, во поразвиените општества немаат такви предрасуди, дека е стар сум сега, јас кај ќе одам. Колку 50 години стар? Тоа е малце дискутабилно овде кај нас. Весна, јас додека истражував за тоа, нели сега зборуваме за тоа дека трчањето кај секој делува различно и влијае различно, и кога сакав да откриам што се случува со мене, затоа што јас веќе неколку години сум активна на ке во тој поглед, кажав не професионално, нели, но ги чувствувам, почнав да ги чувствувам овие промени, иако ми требаше време и многу почнав да истражувам што е тоа што се случува во организмот на еден човек, посебно што е тоа што се случува во умот. Открив и од тие професионални изјави дека нели трчањето го лачи хормонот на среќата и вие едноставно станувате посреќен човек. Нешто кое што го забележав не само кај мене, туку и луѓе кои што лично ги познавам и кои што се бават со трчање. Што е работава? Зошто се сите цело време насмејани? Да ти кажам право, веројатно има поврзано со хормонот кој што го лачи. Меѓутоа и самата околина, луѓето кои што те обкружуваат се насочени кон таа цел како што си ти. Значи дојдов да уживам, не сакам да се оптеретувам, освен нели тие 50 професионалци кои што сме, да речеме, на стартната линија, кои што се бориме, да речеме, за некој резултат или за пласман. Сите останати буквално трчаат за да финишираат, си имаат цел да се победат самите себе. И кога ја имаш таа цел, не ти интересира, не се оптеретуваш со не знам, со ние, да не кажам, малограѓански работи на љубомора, завист, чеке, ово е подобар. Буквално се опушташ и гледаш
сами од себе да се победиш. И кога тој момент ќе го надминеш, тогаш ти си ја постигнал целта. И веројатно има некоја поврзана со тоа. Има нешто, има. Читав многу, еве за тоа дека се лачи хормон на среќа и дека луѓето се порасположени, немаат толку стрес или во стресните ситуации многу полесно се справуваат. Тоа се некои научни истражувања, не е нешто што лаички, јас сум го кажала сега на телевизија, значи ете, секој кој што се разбира во оваа работа и е попрофесионално нели во оваа работа, веќе точно знае за што зборувам. Сега почнавме вака трчањето како аматерски, претпоставам дека и ти така си почнала, дали ти текнува кога прв пат излезе да се Да, не, јас почнав да тренирам атлетика, да речам професионално уште од 12 години. Така што мене кога јас почнав да тренирам, трчање не беше поим за рекреација. Значи или тренираш атлетика или тренираш некој спорт или нема рекреација во тоа време. Значи тоа беше пред 20 години. Значи оваа година 20 години правам јубилеј. Така што тогаш, како што ти кажав, значи бевме смешко. Значи ни се смеа, буквално бевме, да не ни се смеа, не ве сватиле сериозно. Да, бевме исмевани како добро трчате како будали, го разбираа поимот фудбалер, ракометар. Затоа што го гледаат и активно на телевизија. Атлетика беше нешто и се уште е за жал нешто што не е толку актуелно кај нас. И затоа сега трчањето, благодарение баш ќе кажам пак на овие масовни трки како што се маратоните и уличните трки, стана нешто што е актуелно и што ние како атлетичари станавме малку поприфатливи за свеста на луѓето. Да, за ово општество во смисла што прават, што правиме ние. Така, еве што е атлетика, еве што е трчање. Да. Кажи ми, затоа што сега веќе професионално кажавме дека се бави со тоа, која ти беше првата трка на која што се пријави? Ако ти текнува. Како што кажав, значи јас се пријавив како, почнав да тренирам како атлетичарка и во тој систем на тренирање, тренираш во клуб. И кога тренираш во клуб, тогаш надпреваруваш за тој клуб и тие те пријавуваат на трки и тогаш Имаше ли трки тогаш? Да, значи не во овој стил како сега што се масовни на улици, меѓутоа се организира надпревари и се уште се организираат нели како сениорски купови, младински, пионерски купови кои што се на градски стадион, значи на патека. Тоа ти беа почетоците? Да, тоа ми беа почетоците на патека. Тогаш беше мислам дека некое пионерско или имаше и многу училишни трки. Значи училишни трки во смисла почнуваш нели прво се надпреваруваш со учениците од твоето училиште, па првите тројца одат на регионално, па на државно првенство и мислам дека некој од таков тип на трки ми беа почетоците, меѓутоа да, на стадион дефинитивно така почнав. А кажи ми кога прв пат одлучи да се пријавиш на маратон? На маратон, мислам дека можеби беше првата година кога го организира Скопски. Не, првата година всушност Скопски маратон беше полумаратон, бидејќи не беа се уште уверени колку тоа ќе функционира кај нас. Колку ќе успее, да. Да. Значи тогаш се пријавив на полумаратон и наредната година веќе кога почнаа со маратон, се уште бев млада, не знам, можеби колку ако било пред 15 на години можеби. Не. Помалку, како и да е, беше... Од почетоците си во Скопски? Да, од почетоците сум во Скопски маратон и не бев тогаш се уште подготвена за да трчам маратон. Сепак е 42 километра, без разлика што јас имав, да речеме, пред тоа полумаратон истрчано. Сепак, тие што трчале маратон и полумаратон ќе можат да ме разберат. Мислам, јас сваќа таа разлика, дека не е пол уште пола, туку е сосема друг спорт. Меѓутоа, немаше, знам, и ден за жал се уште има многу малку девојки жени пријавени за маратон, па директно ме контактираше директорот на Скопски маратон, ми рече дали ќе сакаш да учествуваш на целата, значи на маратон на 42 километра. Јас иако не бев доволно спремна, го прифатив предизвикот и тогаш прв пат победив, мислам бев шампион на Македонија и после тоа секоја година, значи ми стана ја променив дисциплината, да. Ја променив дисциплината, значи претходно како што кажав на стадион трчав пократки дистанци како 3000, 1500 метри до 10000 максимум. Потоа станав нели полумаратон и ми стана таргет да се обидам да ја исполнам олимписката норма за маратон. И од тогаш секоја година веќе трчав и така веќе 6 години бев национален првак
прв пат оваа година изгубив титулата. Што се случи? Кој победи? Победи Адриана Попарсова, која што е сега актуелна рекордерка, одлична, мислам, млада тркачка, која што е амбициозна, така што, знаете како, на некои моменти, после толку време, ви станало тоа како дел од, да речеме, дел од вас, и на почетокот ви треба време да се помирите со тоа дека не сте повеќе рекордер, национален шампион. Меѓутоа, од друга страна, помина долго време јас да сум на врво, што станав досадна и самата на себе. Луѓето почнаа да го сваќаат, па добро, ти немаш конкуренција, затоа победуваш, во таа смисла, и почнав како, окей, ако јас не трчам, кој ќе трча повеќе. И тогаш се појавија новите овие помлади девојки, што ме радува дека ете, ќе има кој подобар од мене да го продолжи ова, да биде пример, да биде пример за помладите. Така што тоа ме радува. Така, зашто немаме жени во оваа работа? Зашто немаме жени во трчање? Тоа се обидуваме да го откриеме. Мислам дека, пак ќе кажам, проблемот е во општеството и како ние сме растени како деца. Растени сме дека сепак треба нелица. Жена, обврската е дома, и дека ако ти случајно ги оставиш децата дома, не им направиш ручек, не ги гледаш, односно си посветиш повеќе време на себе, дека ти не си добра мајка. Што не е случај кај мажите, например. За мажите е окей, прифатливо дека не мора да бидат цело време со децата, да бидат дома. Повеќе слободно време. Да, дека е тоа во ред. Знаете, никој нема да рече, види го овој уличар или. Ако некоја жена случајно тоа го прави, се уште за жал е така, значи не е секаде. Драго ми е што се променуваат тие работи, што буквално гледаат дека доколку и мажот и жената се среќни, дека се исполнети, дека си го посветиле тој дел од денот за себе, потоа имаат повеќе сила да се посветат и на сопругот, и на сопругата, и на децата, и на работата, и да бидат позадоволни, нели? Кога самите ќе си го исполниме она кое што е време за нас посветено, тогаш сме повесели, порасположени кон останатите, затоа што немало нешто што не кочи. И драго ми е што луѓето почнуваат тоа да го сваќаат. Треба време, пак ќе кажам, значи такво општество сме, до сега сме живееле, така и не е таа магична граница која што, окей, ќе го кажем и направено е. Буквално, често се споредуваме со, например, не знам, еден Нью Йорк или Бостон, кои што се со традиција од 50-60, Бостон е со 120 години традиција, значи тоа се огромни временски интервали, и ние секогаш ќе кажеме, добро, па ние пред 100 години Цресовото опче сме граделе, значи имаш таа временска разлика која што не можеш да ја надокнадиш со два разговора, не знам, често гостуваме во емисии, го кажуваме, тоа ги променуваме веќе навиките, забележуваме навистина голема промена. Меѓутоа, таа временска разлика од тој период не можеш преку ноќ. Можеби ќе успееме за 5-10 години, ама треба време. Тоа треба време, кога ќе кажа некој, посебно ги фрустрира помладите, затоа што нели ние сме се цело време на телефон, телевизија, интернет, веќе гледаш што се случува во светот и сега си викаш, леле, треба време, а ние немаме време, немаме трпение, ние знаеме што треба да направиме и сега треба време, посебно кога што станува збор за некои општествени норми кои што треба да се сменат, тоа ни е буквален хаос и мислам дека најголемата конфузија кај младите не само за ова, туку за многу работи за кои што треба време, ние притисок. И мислам дека многу тешко го соджвакуваме ние сето тоа. Затоа е многу добро трчањето, затоа што луѓето преку трчањето излегуваат и надвор, и ги гледаат тие пречки, например, пак ќе кажам, значи не е само трчањето, како што кажа, туку општо генерално е бенефит во смисла дека ги осознаваш и другите работи во другите општества како се. Знаете, знаеме ние да ги преувеличиме тие работи дека таму некаде е многу поубаво, меѓутоа кога ќе се споредиш начинот на кој што тука, да речеме еден скопски маратон, начинот на кој што се достапни самите организатори, начинот на кој што ти имаш комуникацијата со нив е многу полесна, начинот на пријавување, цените, стартниот пакет. И кога ќе отидеш, да речеме, ќе се пријавиш во еден Берлин, на еден берлински маратон или лондонски или Нью Йорк, и кога ќе видиш дека таму само котизација за да платиш некои $300 и дека за тоа треба да чекаш да ти извлечат на лотарија, за кој што можеби нема да ти извлечат, ама ти мора да инвестираш $70 како начин дека ти си бил волен да се пријавиш. И кога ќе ги видат тие пречки луѓето дека па чекај бе, ама таму сепак не било така лесно, идеално, сите се среќни, туку дека тука ни е многу подобро, тогаш ќе забележат. Ама затоа сакам да кажам,
е еден начин на кој што многу побрзо ќе напредувате во општествена смисла, не само на трчањето како трчање, туку буквално како човек. И ментално ќе се надградите. Да. Имам јас фотографии, не би сакала да ги заборавам фотографиите кои што тоа се фотографии на кои што се присуствувала на трки, маратони, не знам, еве ти објаснени, можеш да ги искоментираш фотографиите? Да, повеќето се веројатно од стадионот тренинзи. Да, ова е од градски стадион на тренинг, каде што се подготвувам веројатно. Таму одиш да вежбаш, не си теретана, не си човек со теретана? Не, дефинитивно не. Исто и јас не знам зошто, ај објасни ми го тоа. Па, знаете како ве ограничува за теретана? Теретана е затворен простор, посебно ако трчате, си ограничен и психолошки те утепува моментот, значи на трака можам да трчам највеќе, не знам, половина час, кој што за мене се некои 5-6 километри. И почнуваш да збеснуваш во смисла кога си неотворено, се менува енергијата е друга. Да, го менувате погледот. Ако сте во затворено, е толку. Значи тие 4 ѕида и не се случува ништо посебно и почнува да станува монотонно. Значи монотонијата убива на таков затворен простор. А друго е кога си неотворено и имаш целата слобода на движење. Тоа е. Да. Ова е од маратонот веќе? Да, ова е од Скопски маратон. Мислам дека од минатата година кога победив. Така изгледам. По шорци, по маичка, еве. Вака, мораш да ми објасниш еден феномен кој што сум го забележала. Тоа го гледам и кај другите луѓе, го фатив и кај себе и не знам зошто е тоа така, некогаш кога сум безволна, онака немам волја, леле сега кој ќе да трча. Да, се случува. Не можам, ме мрзи, ладно ми е, ова ми е, она ми е. Мислам дека баш во тие моменти, не знам како се убедувам да идам, значи мислам дека самата себе се терам од дома, ко за уво да се влечам оди. Тогаш па најдобрите резултати ги постигнувам. Мислам, најсум си задоволна од тоа што сум го направила, а сум излегла без никаква инспирација, без ништо, онака, буквално утепана. Да, се случува, значи на сите ни се случува тоа, да немате волја, посебно кога ќе залади вака, па кога ќе почнат маглите, па ќе заледи, ќе падне снег, ќе заледи, се ќе биде кашар на ке. Да. Не ти се излегува, на нас не ни се излегува, нормално, дека сите имаме такви моменти. И плюс моментот на облекување, пресоблекување и ладно ти е. Се треба ракавици да купиме. Да, ракавици. Тоа забележав дека ми не достига затоа што е многу ладно на прстите. Ладно, да. Посебно кога ќе, значи зависи кој како, меѓутоа посебно на почеток додека се загрееш во првите 2-3 километра е ладно. Значи јас зимно време имам веројатно и послаба циркулација. Имало денови кога било буквално под 0 минус 10. И ние како професионалци, нели, ти ќе можеш да го прескокнеш денот, меѓутоа ние мораме секојдневно да ги правиме тие тренинзи и почнав да носам ракавици за скијање, така ако на некој му треба совет, значи слободно носете ракавици за скијање, да, нема ништо не ви биде смешно, да. Да. Вашето здравје. И уште едно прашање мора да ги разбиеме, да ја расчистиме онаа дилема, дали да трчаме на асфалтчето на патеката со асфалт или на кејов, на земјена површина. На земјена, значи да. Правилно нешто што правам во животот е барем тоа. Да, и немој да трчаш со шушкавец на 50 степени. Зашто? Значи, повеќето сметаат дека трчање со шушкавец, кога е посебно може кога е топло, повеќе да ги испоти. Да, ќе ги испоти, што не е точно, само ќе изгубите течноста, што не е добро, посебно кога е топло, ја губите течноста која што пак му е потребна на телото. Така? И повеќе го загревате, односно го прегревате телото, кое што му ствара негативна реакција. Односно, потребно е телото да дише и така побрзо согорува. Така што ако го затворите, значи му стварате спарина и потта нема како да излага. Не може да испарува и телото не се лади природно, значи нема природно ладење. Затоа ги направија чисто тие униформи, еве гледам и блузички за трчање, како мрежички се за да дише организмот. Значи тоа е многу потребно. Кај нас се уште се повеќе опремата не е до толку како за нас да речем професионалци, повеќе она at leisure што викаат американците. Како да ја преведам at leisure на
помеѓу знам атлетско напред. и лежерно. Така, да. Така што, меѓутоа, ние буквално професионалци кои што трчаат маратони ќе видите дека е со дупчиња, со секаде да има пробив, буквално да не ти смета ништо во текот на трчањето, да те гуши, затоа што тоа само ствара и психолошките, леле, топло ми е, жешко ми е. Да. Па и патики има такви? Да, се е буквално ултра лесно во трчањето, се е лесно. Патики, опрема, буквално сведено на најминимално. Девојките, ако ги забележите, професионалните атлетичарки, маратонки, се буквално со, што би се рекло, топче за пливање. Да. Така што се е сведено на минимум. Посебно кога е летно време, кога е топло, гледајте да бидете што полесно облечени. Зимно време со неколку слоја за да биде полесно. И на земјата да трчаме, значи на не на земјата асфалтот. за заштита нели на зглобови, на колена. И чорапи, гуждовите да ги покријат. Тоа е нешто кое што го дознав пред некое време, дека треба да ти биде постабилен, да ти биде постабилна нога, да се зглоб, не? Значи тркачите секогаш носат онака баш подглуш доволно за да не ти прави. Па ја тоа го правев, мислам дека грешка сум правела. Не, нема врска за чорапите, само да ти бидат удобни, да не ти прават плускавци на нозете и тоа е тоа. Така, супер. Јас би сакала да ги поканам и гледачите, затоа што зборуваме нели за трчањето, зборуваме со Весна Кираџиева, но сепак верувам дека има и многу од нашите гледачи кои што го прават тоа без разлика дали е тоа сега професионално или аматерски, се што правите се е добро, нели секогаш кога инвестирате во себе, кога се занимавате со некоја активност, посебно со некоја физичка активност, тоа е доста добро за вашето здравје и јас сигурна сум и знам од искуство дека многу наши гледачи се јавиле овде во емисија и кажуваат како си го почнуваат денот, нели некој сака да трча наутро, некој навечер, тоа треба да те прашам, запамти. Затоа што има толку многу прашања и заборавам. Нели секој различно трча во текот на денот, но какви се вашите физички активности? Дали вие се давате на годините? Мене ми е тоа многу важно и многу сакам да ја подкренеме таа свеска и луѓето кога ќе кажат ама јас сум стар за ова, никој за ништо не е стар, нели? Некако мислам дека границите се многу во нашиот ум. Нашиот ум е тој кој што не ограничува не само за ова кој што го зборуваме сега, туку за многу работи кога ќе се каже ама јас ова не можам, ама јас не сум за ова. Мислам дека тоа е многу повеќе во нашата глава. Ние самите се ограничуваме. Мислам дека доколку се веруваме малку повеќе на себе, се можеме да направиме буквално се што ќе посакаме, но нели туку има некои техники, треба да почнете да си ја зголемувате вашата самодоверба, да бидете малку поотворени кон можностите, да не бидеме нели цело време заслепени од сите оние етикети кои што и предрасуди кои што ги имаме тука во нашето општество. Телефонските линии се отворени. Режија, затоа што ќе продолжам со прашањето да не го заборавам, ве молам доколку има гледач само најавите ми да не чека. Прашањето. Кога треба најдобро да се трча рано наутро, поручек, навечер? Мислам кога е најпрепорачливо. Пака секој пак ќе кажам, секој си има свој ритам, посебно во текот на денот со врските, посебно кај рекреативни тркачи кои што нели не им е приоритет трчањето, туку си имаат обврски, наутро се на работа, некои повеќето се со семејства, со деца, со жени, со мажи. И мора да ги распоредат нели тие обврски, што е секоја чест за тие луѓе кои што се навистина дури и за нас професионалците се еден пример како се на посветеност. Што се однесува до тоа кога е најдобро да се трча, пак ќе кажам, значи ние често ни се случува да правиме по 2 тренинга во текот на денот, што значи едниот мора да биде рано наутро, некаде зависи, ако е летно време, ако е многу топло, почнуваме и во 7 часот. Ако имаш време, не си со работни обврски, можеш да почнеш и од 8 часот, за да можеш попладне да го направиш, да речеме, околу 5-6 часот. Кога е, да речеме, еден тренинг го распоредуваме. Наутро многу препорачуваат, нели? Наутро, меѓутоа наутро телото се уште не е разбудено. И не можеш, доколку имаш нешто појако да направиш, појак тренинг, поголема километража, телото се уште не е доволно разбудено. Самите ќе почувствувате тежина, веројатно тие што стануваат порано, значи пак ќе кажем, има и луѓе кои што па им е многу подобро, цабајле, ќе завршат се, ќе си стушираат, ќе одат на работа. Меѓутоа, исто така, како што каже научно докажано, дека телото не е доволно разбудено за да го дадеме максимумот толку рано наутро. Меѓутоа, има луѓе, како што реков, трките, да речеме, се воглавно некаде почнуваат во 9-10, оние маратони, значи големи трки во 9-10, некои во 12, зависи дали временските услови го дозволуваат тоа во градот каде што се одржува трката. Додека попладне поразбуден
организмот и може нели да го дадете повеќе максимумот. Така што еве кога е летно време, пак ќе кажам, ако јас немам, да речеме, 2 тренинга во текот на денот, гледам тоа да биде некаде покасно, кога ќе зајде сонцето, затоа што тогаш е посвежо. Така, да. Така што, да. Значи, кај секој е различно. Ако имате време во текот на денот, посебно кога правите тоа за викенд и зимно време, кога е, веројатно нека 11 часот би било идеално. Идеално. Ете така. Веќе гледам дека имаме гледач. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Ете, не се исклучил. Дали имаме некој... Да не ги сплаши. Не им се чека на луѓето. Ало, добар ден, дали имаме некој друг гледач? Ало? Добро. Добро, рече, ќе ме замолам повторно кој ќе има, кажете. Да, ние веднаш ќе застанеме со разговорот, за да не чекате. Весна, последен маратон кој што беше во Истанбул пред недела, 2, така беше? Да, минатата недела. Минатата недела. Да, Како значи не овој помина викенд, таму? претходниот. Како помина таму, на колку километри Значи, таму трчав на 15 километри, иако беше и маратон. Значи, за жал немаат полумаратонска трка во Истанбул, инаку би се пријавила на полумаратон. Имаат само 15 километри и цел маратон, 42, што не можев моментално да го истачам, имав мала повреда, летото не ми дозволи доволно да се подготвам, а јас буквално не одам само кога да го завршам, туку гледам да направам добар резултат. Иако таму бев пред се како промотор на Скопски маратон, имаат Истанбул маратон, имаат преубаво, преголемо експо. Значи експото, за оние кои што нели не се тркачи, не се во овој свет, да кажам дека тоа е како еден вид на спортски саем, маратонски саем, каде што секој учесник доаѓа да си го подигне стартниот број со кој што трча, нели задолжително носењето, и потоа има можност значи да ги види најновите значи спортски брендови, дали е тоа за исхрана, дали се тоа опрема, патики, значи од повеќе брендови кои што доаѓаат на тоа експо и се презентираат. Често даваат и попусти, посебно за учесниците со ваучери, со некои интересни програми, занимливости. И ние како Скопски маратон бевме, мислам, организаторите беа поканети нели од страна на организаторите. Имавме свој штанд кој што беше така, да кажам, да се повалам, преубаво посетен. Убаво посетен, многу прашуваа, посебно турците, затоа што веројатно имаат потреба за виза скоро секаде. Кога слушна дека за Македонија не треба, беа онака леле супер. Доаѓаме ние за кај вас. Имаме гледач Весна. Ало, добар ден, дали сега се слушаме? Добар ден. Добар ден, господјо. Поздрав до емисијата и до водителката и до гостинката. Поздрав и до вас, благодариме. Многу ми е мило што имаме една емисија ваква на оваа тема. Јас имам 50 години и почнав да пешачам неколку месеци назад. Ама сега пример со трчањево ми е тешко. Со трчањево ми е тешко? Не можам да трчам, се задишувам, пробувам да трчам, ама многу малце. А да пешачам побрзо, можам и по 3-4 километри правам. Ко супер, не мора да се форсирате. Да, и сега, па го слушав исто доктор Митов, викаше 30 дневно пешачење во денот е доволно. И сега јас тоа го практикувам, се ми е поладно, ама наоѓам време во денот. Тоа е најважно, дека наоѓате време во текот на денот. Да. И во право е гостинката што кажа дека имаме ние теретана во нашиот град, меѓутоа некако во теретана не се чувствуваш добро. Не е тоа. Не е тоа. Да. Мене ме опушта, природата ме опушта, самиот воздух околу мене, мирот, тишината. И многу побаво се чувствувам кога ќе испешачам 1 сат или пола сат. Се дали е тоа добро пешачењето или јас мора да почнам да трчам помалку? Тоа ми е прашањето. А од каде ни се јавувате, извинете? Македонски Брод. Од Македонски Брод, да. Баш ми е драго што се јавивте, господјо. Голем поздрав до вас. Ете, ви благодарам што го споделивте тоа и вие сте вистински пример дека нели и жени во години што викаме ние, ета и не мора да се форсирате дека треба да трчате, дека и пешачењето половина час, 60 минути колку и да е, дека сте се одвоиле време за себе. Мислам, секоја чест од мене. Да, точно, баш убаво, баш ете ме радува што има и такви жени кои што сакаат на вистина да се посветат на себе, како што и беше нели прашањето дали треба да почне, значи
Добро е што почнуваат ети господјата кои што ни се јави, што почнуваат со барем половина час пешачење, можеби брзо одење. Не е секогаш доволно, пак ќе кажам, значи тоа што кажува дека се задишува, дека има се чувствува потешко, тоа е на почеток. Значи секој кога ќе почне, тоа е затоа што толкав е капацитетот. Значи не е навикнато телото. Значи нормално е да се задишува. Луѓето се плашат, ама се задишувам. Значи тоа е нормално, јас се задишувам цело време. Затоа што посебно затоа што ама јас сум се навикнала дека тоа е нормално и воопшто не ми е чудно. Ама ете како што повеќе почнувам да соработувам и со рекреативни тркачи, се соочувам дека навистина луѓето не се свесни дека тоа е нормално. Значи задишувањето е нормално, нека не ве плаши. Значи можете да си продолжите да си трчкарате полека, тоа не значи дека сега треба, пак ќе кажам, да трчате маратони или да стигнете до 5 километри, ама како штом успевате со пешачење 3-4 километри, тогаш со трчање нема. Значи почнете макар со 1 километар, почнете 5 минути трчање, па 5 минути одење, па 5 минути трчање и сигурна сум, убедена сум дека повеќето трчаат, кога ќе почнат трчаат. Значи почнете полека, најполека. Значи јас кога почнав се сеќавам, тоа беше првата работа која што мојот сега покоен тренер Методија, првата работа кога дојдов јас на тренинг, значи тогаш бев дете, некој 11-12 години и јас мислев дека сега треба да се докажам. И тој на секој круг ми кажуваше пополека, уште пополека. Јас не можев да си замислам уште пополека, зашто ми кажу уште пополека, нели треба нели треба да се докажеме, треба јако. Значи и сум сватила дека и тоа го имаат сите почетници, без разлика дали си дете или си возрасен. Мислиме дека сега треба да се докажеме, да се или посебно летно време на кеј, и сега има многу луѓе и сега сите не гледаат, никој не ве гледа. Значи никој не ве гледа. Секој се гледа својата работа. Секој се гледа својата работа, не ве гледаат вас и буквално почнете најпополека. И од тоа пополека што може најпополека. Додека да влезете во форма и потоа кога ќе се почувствувате поспремни. Телото мислам дека самото си кажува и самото си менува брзината. Ете така, точно. Леле, колку убави споведи споделивме денеска. А знаеш уште колку прашања имам, немам време, гледам таму тајмерот врти и вика уште 30 секунди, а не ми се завршува. Да, ќе дојдеме пак, ќе се најдеме. Не, Весна, мораш да ни дојдеш. Кажи ми, што имаш ангажмани нешто за во брзо време за да знам кога да те темпирам пак да ни дојдеш. Не знам, веројатно на пролет. Значи сега зимно време обично е, ние викаме мртва сезона. Значи тогаш се е база подготовки, на пролет почнува сезоната на трчање, на тогаш нели кога се затоплува, почнуваат по идеални услови за трки. Веројатно ќе почнеме со женската трка, која што е идеална за жени, посебно во години, и за млади, за мајки. Трката е на 2 километра, не сум сигурна дали ќе остане на 2 дни или почнаа со километар, ама како што почнаа жениве да стануваат поактивни, зголемуваме километражата. Значи пак ќе биде во досек на онако што можат учесничките да си го дозволат, да кажам. Супер. Да знам кога да те планирам. Да, значи април-март. Зимово сега да не се поправиме, мене тоа ми е затоа што се сакаме да си каснеме, секој зимо е критично, ова зимо како ќе биде. Има совети во книгата Издржи кралице, која што за книгата многу накратко затоа што гледам дека нема време. Баш за тоа ме потсети дека има таков тип на совети како да ги преживеете празниците, зимото, да не се поправите. Кај книгата, кај додам да ја купам, тоа ми е, знаеш колку ми е потребно тоа? Во 3, Издавачки центар 3, односно во книжарниците на 3. Издржи кралице. Издржи кралице. Се надам дека ќе издржам. Да, издржи. Ти благодарам многу, гледам дека ни летна времето се мене брзо ми пројде. Да, ни тргна разговор, 40 минути сме заедно, ако сакаш точно да знаеш. Да, помина вака. Многу ти благодарам што дојде, повторно ќе се видиме и така да се споделиме некои убави совети со нашите гледачи, затоа што тоа е нешто за кое што треба да се зборува и физичките активности се нешто кое што треба да трае, треба убав животен стил да стекнеме, а не нешто ај трчам сега па ќе завршам и готово, тоа е тоа. Да. Така е. Да, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на тебе. Почитувани гледачи, краток блок на реклами. Имаме уште неколку минути до самиот крај. Би го запознали вториот гостин, ама да, тоа веднаш после рекламите. Останете со нас.